јас го гледал капитен на тимот, затоа што беше најарен фудбалер. И стана голгатер, и така да многу големо поверење има на него. Ова е местото каде што ја помина својата голем дел од својата младост. Тука се наоѓа игралиштето фудбалско и на горниот дел ракометното игралиште. Со ракометот почнав, со фудбалот завршив. Ова е куќето каде го поминав своето рано детство и од оваа куќа потекнуваа патиштата кон игралиштата на Основното училиште Страшо Пинџор, потоа ДТО Партизан и градскиот стадион во Кавадарци. Тука го почнав своето рано спортување. Ова ми беа првите игралишта каде што почнав со фудбал, ракомет, одбојка, кошарка, па и гимнастика. Во овој простор, сегашен како што е поставено игралиштето за ракомет на Основното училиште Страшо Пинџор, и тогаш постоеше, со тоа што на местото на оваа барака постоеа два коша дрвени, а по потреба се ставаше и мрежата за одбојка. Дека во долниот дел, пред влезот на училиштето, односно влезната врата каде што се строевме учениците, од левата страна постоеше едно стандардно вратило кое што беше стабилно и никогаш не се вадеше, така да тоа не беше, да не речем, дел од делот на гимнастиката. Мои учители во тоа време, прв учител ми беше господинот Лазар Ласков, или познатиот Леко, а потоа, од кога замина тој во пензија, учител ми беше господинот Ѓорѓи Шалев. Ова е малата сала на Друштвото за телесно воспитување Партизан. Тука ги поминав исто раните години од моето детство и моето прво спортување. Секако меѓу спортовите кои што ги сакав и ми беа умилени беше и пинг-понгот. Во тоа време во Кавадарци еден од главните организатори во овие турнири, тогаш се одржуваат турнири секоја година за прва Кавадарци, беше господинот Каров Перо, познатиот Пура. Во оваа сала се одржаваа скоро сите спортски надправари во тоа време. А од спортовите, од малите спортови се играа кошарка, одбојка и до некаде ракомет. Од оваа сала излегоа многу добри спортисти од нашиот град. Секако за тоа заслуга имаше господинот Каров Перо, познатиот Пура, кој што несебично ни ги даваше топките, било да е тоа за кошарка, одбојка или за фудбал. Јас се такмичив скоро во сите спортови, мали спортови. Во Кавадарци, почнувајќи од ракометот, кошарката, пинг-понгот, атлетиката и да не речем сите спортови кои што во тоа време ги имаше во Кавадарци. Меѓутоа, во втора година гимназија, тогаш бев активен ракометар. Имаше едни работнички спортски игри. На тие работнички спортски игри, екипата на гимназијалец, така се викаше нашата екипа, пријавена од страна на господинот Наумчев Никола, професор по ото ни беше, он и беше селектор. На тој турнир, на работничките спортски игри, ја постигнав многу голови. Заедно со покојниот Боро Клашев, кој играше за машиноремонт во тоа време,
Постигнав од него можеби 5 или 10 голова повеќе. Не се сеќавам точно, меѓутоа знам дека повеќе постигнав голови. И во финалето против Машиноремот ние успеавме да го победиме Машиноремот. Тогашниот тренер на фудбалскиот клуб Тиквиш, господинот Најчо Тотовски, живата легенда на македонскиот и кавдаречкиот фудбал, ми прииде и ми рече: и ако играш ракомет, од утре ти ќе дојдеш да играш фудбал. Ја, пошто играв ракомет, реков, во тоа време председател на ракометниот клуб ми беше Ацо Пемов, секретар Добре Савр. Луѓе кои што и у исто време ми беа и професори во гимназијата. И стварно, утрето доваѓам на ракомет, да се сооблекувам во ракометниот клуб горе Тиквиш, оне старата зграда кој што беше. И ми вика покојниот Тиро Кајто, Тиро Тормаджо. Ела доле, вика, собрани се големците, вика, од ракомет и од фудбалот, вика. И одам таму во таа една, да не речем, просторија, покојниот Александар Грков, Пемов, Добре Ставров и други кои што беа членови на управниот одбор во тагашен на ФК Тиквиш, и господинот Грков ми вели: од денеска, вика, ќе играш, вика, фудбал. Тоа е, точно се сеќавам, среда. Ја чутам, Ацо Пемов кај што го дал Господ, некако ме гледа попреко и не му беше се исто. И на Пемов, и на Ставров, дека треба да напуштам, а што веќе се уигра таа екипа. Јас се најдов во небрано лоѓе. Што да одговорам? И иако релативно млад, му реков: што ќе одлучите ви, ја тоа ќе играм. Четврток ме регистрира, петок тренинг и првата утакмица, такмичарска, јас прва утакмица имав, во такмичарска 65-66 година, прва утакмица на 1 мај во Тетово против Љуботел. Утакмица за памтење. Мајсторот составува екипа и ме поставува мене одма на десно крило. Само 2 дена копачки носев, третиот ден веќе утакмица треба да играм. И добро. Се собликуваме во собликувална, испаднавме на терен, помислата само ми беше: прва топка што ќе добијам да подадам добро, да не би погрешил. Психолошка припрема сам си правев у тоа време. Центрираше, односно корнерот го изведуваше Хорват Перон Ѓушев. Нашиот доајен исто на фудбалот, кавдаречки, Блажо Малинков, по него сите овие Јакимовски, Форчевски и други играчи на Љуботен во тоа време, ми дал Господ дарба да каде да се најдам во моментот и во право време. И навистина, очекував дека Малинков топката ќе го префрле, односно ќе го прелета. Јас позади него со глава и гол давам. Али тоа ги сум замижал најверојатно, викам најверојатно, тоа што првиот гол мој и фактички и него памтам, тоа што сум мижал најверојатно. Само осеќав тогаш играш и Смаковиќ мој. Знам кога почна да ме јаде, да ме бакнуе, да не речам. Првиот гол ми е постигнат на првата утакмица. И од тогаш до крајот на својата кариера веќе се устали во екипата на ФК Тиквиш. Тоа е период од 65-та, такмичарска 66-та, па до 79-та година. Тоа е период кој што мислам дека повеќе од сигурно дека имам над 500 утакмици. И постигнато над 250 гола. Првенствени зборам. И куп надпревари, и тоа од ранг на такмичење републички и второлигашки. Малце тренери минав во овој период. Претежно ми беа тренери господинот Најчо Тотовски и Лажо Малинков. Ми остави мој печаток како човек, тренер, педагог, господинот Најчо Тотовски. Многу скромен човек, за толку време играње, црвен картон не му дадоа. Играчите толку го засака, помлад беше од сите, го туре капитен на тимот. Тоа значи врлината негова. И како човек, а иначе како другар незаменлив. И до ден денеска што се вика остана тоа.
Нашето влегување, 68 година, во втората лига, тогаш не беше југ, него исток беше тогаш. Тоа беше време со екипи составена втора лига, како што можеме да кажеме некогаш и фудбалски, ами наши кавадаречки кажано глава боле. Екипи од Србија во тоа време. Ние тогаш се такмичевме, беше релацијата Македонија, Косово, а Црна Гора, горе до Белград. Кога се повратам на тие моменти, сме се осеќале како тотални аутсайдери. И само ќе цитирам еден момент, 68 година прва утакмица играме против Слобода во Тито Ужице. Заминуваме сабота Сабале со автобус. На тој надпревар изгубивме во последната минута 1-0. Се уште еуфоријата шампионска од републичкото првенство претходната година, на таа налва, сегашно Фуджи, ми се чини, имаше, ми се чини дека покојниот Бранко Ивановски ги имаше сликано славието наше кој што го освоихме праваци во републиката и ни пожелува среќен пат. Меѓутоа, со тоа пожелување, скептиците, или да не речем луѓето кои што можеби нема верба во нас, очекуваат да биде нешто 6, 7-0, 8-0, за тоа што можеби и со право, еве зошто, право неискусни во тоа такмичење, а искусна екипа. Трето, играеме со еден лигаш кој се стреми за прва лига. Прв пат носевме дресови кои што пишуваше Тика. Од Словенија ги зема и пишуваше Тика. Тоа време беше многу популарна нашата Тика на агрокомбината Тиквиш. Ние тогаш дури се сеќавам, од Тиквиш ни дадоа и летоци со овие нивни производи и на вине и на раки, ги фрлавме. Секој град ни Србија ќе поминем, па фрламе и така. Една реклама и за градота и за вредноста на нашите вина и ракии кои што ги имаме во тоа време и сега ги имаме најверојатно. Ама некако при излегувањето се сеќавам добро, испаднаа луѓе кои што малце беа прочелави. Една, да не речем, не е анекдота, ама вистина. Испадна прв Марката Камчев, по него испадна Коскин, по него испадна Гањо, по него испадна Пан Иванов. Некако дали случајно, али сето тоа така испадна. Публика полна, кога видува вика, дече те бре српски, знаеш, овие, баш, овие што се гледачи, вика, де дошла ова селјачка полјопривредна задруга да игра овде лопту. Ама така дојде, или и старци, кажу. Испаднаме после тоа ни релативно млади. Имавме една изваредна утакмица, морам да ви кажам. Еден многу случаен гол удри во ногата на Гањо Димитров. Кире Николовски судни маки сакаше да ја фане, не успеа да ја фане и го изгубивме на ПО со 1-0, со еден голем противник во тоа време. Нашата публика одсегаш го знаела фудбалот. Со тоа не сакам да кажам дека имаше во тоа време, во новите на бившите простори на Југославија, кога се составуваше југославенската репрезентација, знаеја да кажат луѓето, вика, колку народ сме, 20 милиона, 20 милиона селектори има. Може да е тачно. Меѓутоа, луѓето, доваѓајќи на фудбалската утакмица, не беа само дел на таа фудбалска утакмица, него луѓето доваѓаа редовно на тренинзи. И затоа повеќе знаеа за фудбалот. Затоа повеќе знае за секој еден фудбалер. Точно знае кој кога доваѓа на тренинг. Точно знае што на тој тренинг работи тој фудбалер. Така да беа упутени, ама во се во клубот. А знае скоро биографијата на секој еден играч. Кој каде оде, дали оде у кафана, дали оде, што ти ја знам, на други работи. Просто ние сме имале страв да одиме, например, почнувајќи од четврток, петок, само недела, сабота, пред надпревари. Да одиш, не знам каде, по кафана. Тоа нема шанс. Па ти утре одма си кажен и готов си. Значи дека
публиката е била составен дел на екипата. Колку не сме успеале со својата љубов, верујте дека публиката ни помогла на многу. Але пази, нашата публика знаеше, ако противникот не надигра, и на противникот да му аплаудира и да го испрате со аплаузи. Тоа сето го знаеме ние кои играчи. Ти замисли да човек кој ќе доваѓа, да не речам се во оно шира, што ти ја знам, од грозието кој го бере, доваѓа, да не речам со кошевите, дома ги остава, ги фрла, се облекува и излева, пази, и он иде ти на утакмицата и ти така да се понашаш наивно или да не речам незаинтересирано. Ја не знам што би првен мислам дека таков играч во тоа време немаше кај нас. Без разлика кој колку е учел, колку е, да не речам, академски бил наобразован. Чиро Калито цел свој век, да не речам, и животен век, беше во собликувалната, беше како домаќин на фудбалскиот клуб Теквиш. Тоа беше човек кој што се соживуваше со играта, а во исто време и беше голем другар, голем родител, скоро со сите играчи. Меѓутоа, он знаеше и да каже, и да опцуе, и да биде бесен, ако се изгуби некоја утакмица, што се дешаваше, што е најнормално. И знам, се сеќавам, он од сабајале до вечер припремање на чевлите. Беше основно, без добар чел, нема напредок. Не можеш да играеш. Немаше тогаш у тоа време, овој што е чевли да се купат. Него се правеа. Имаше еден мајстор во Прилепска Победа. Он ни ги правеше скоро на сите екипи, да не речем. Он беше и еден вид селектор. Многу од овие тренери што ги спомнав, ќе донесат играч од страна, или од тука некој ќе дојде од градот, сака да тренира. Првото негово идење, из оноа џанчето што е, кај што ни ја дава опремата, ќе дојде мајсторот или Блажу, или дај му опрема на овој човек, и он знаеше да каже вака, ќе го погледне, и тука ќе исправи туку со грибаси. Ништо не би одвија. Де бе, Кале? Не бива. Максимално неговата опрема е била чиста. Максимално е биле чисти нашите чевли од тоа време. Макар што знаеше некој ще да рече, ако дрес денеска го носиш на тренинг, и он ќе процене дека не треба да го пере, и ти го става истиот дрес у ќошката. И ако му преговориш, Шкутиров, вие смрде веќе, јас знам тренери уште денеска, нема проблем. И нема проблем, така да е. Во својата богата фудбалска кариера постигнав многу голови. Еден од најтешките голови и најнепријатните е во далечната 68-69 година на надпреварот против Напредокот Крушевец. На голот стоеше олимпискиот репрезентативец Милосављовиќ. Во 89-та минута судијата досуди пенал за нашата екипа. Нашите играчи, верувам и публиката, која беше во голем број, половина може би и повеќе не сакаше да го гледа моментот дали резултатот од 0-0 ќе биде 1-0 во наша корис. По крај мене остана само искусниот Петар Андјушев. Во екипата на Напредок играше уште еден олимписки репрезентативец, тоа е центархалфот Радовановиќ. Пошто ме погледна и ме виде дека сум релативно млад, ја имав тогаш 19,5 години, ми се обрати со зборовите, па вика, дали уопште размислуваш на кого ќе шутираш гол, на кој голман ќе шутираш? Знаеш ли дека тоа е олимписки репрезентативец? Тоа кај мене се создаде уште еден поголем уште еден мотив за да можам да морам да дадам гол, али у исто време и една голема страф. Кога се оддалечив од оваа топка за да шутирам кон пеналот, кон голот, кога погледнав кон голот, прв пат во животот голот ми се гледаше како да е кутија од цигари. Меѓутоа, единствена цел ми беше само да го погодам голот. И навистина го погодив горниот гол
горниот дел од голот, моја лева страна, голманова десна, осети само кога Петар Андјушев ме фана и ми честита и видов дека навистина сум дал гол. Легенда на фудбалот во Кавадарци, тоа Ангел Кимов. За квалитетите, за оваа особа, беше страф и трепет за Македонија. Не само во Кавадарци, и него пошироко од Македонија. Во бивша Југославија во втора лига. Ангел Кимов беше страф и трепет за противничките голмани. Немаше утакмица кога да не даде гол. Кога игравме на свој терен. Само прашање беше тиквеш со колку гола разлика ќе биде постигнатот резултат, ќе победи. Така што имавме една хомогена екипа. Големо другарство, кое нема никош да се заборави. И до ден денеска кавадаречката јавност се сеќава на тие убави и прекрасни голови на легендата на фудбалот на Кавадарци Ангел Кимов. Кавадаречкиот фудбал воопшто го красела правен една храбра игра, една хомогеност, едно другарство. И што е многу поважно, ја мислам дека тоа е прв момент. Инатот кавадаречки наш за само докажување. Ние не сме ги ценеле почнувајќи, еве сега ќе зборам за Вардар Скопски, не сме го ценеле еден Вардар у времето со најголемите великани на фудбал, почнувајќи од Дончевски, што ти ја знам, па назад, према овие помладите генерации, доаѓа на Кочо Димитровски, кој ти ја знам, се играчи, не сме ги ценеле, меѓутоа пази добро. Ни сме знаеле дека и он играч и јас сум играч. Јас сум имал дуели со еден Мечкаров, да не речем. Еден човек кој што во тоа време просто со својата појава, човек кој што со својата појава ти дава на дојам дека ти немаш да бараш кај него. Јас како млад играч со него сум да не речем така тек сум скакал дуели игра. Доле да не зборам, така да инатот наш кавадаречки, да се докажем. После одењето од фудбалската игра на покојниот Камчев, останаат по старите играчи Димитров Гањо, Гиго Тотов и треба да се бира капитен. Тогаш во тоа време се сеќавам на зборовите на Гањо, вика, ја не сакам да видам по некоја правило. Не само што беше најстар, беше и квалитетен играч. И до крајот довеќе играше, беше добар играч. Господинот Тотовски вика, како тренер, капитенот на Ленската екипа, ќе ја земиш ти. Што значи дека негде околу 9-10 години носев таа капитенска трака. Скоро секогаш тренизите кои што започнувале и завршувале, секогаш ни бил главниот гол овој долниот. Китунал. Тука секоја педа, секој од наш и навалениот брамбен играча знаевме многу повеќе него горниот дел. Зошто? Малци логички е тоа. Стадионот е завртен исток-запад. Се тренира попладне, кога сонцето веќе тепа во очи. Таму на тој дел кај што беше старото ракометно игралиште, во периодот кога се тренираше, тоа беше малце пекол, заплат. Така да, и затоа мислам дека доле тој долниот дел, кој што беше, односно, долната половина од теренот, и беше многу попозната, и да не речам, ај просто кажано, позарлија. И јас сеќам тука беа одлучујќи утакмици, ако ни падне најнормално на капитенот наш да избере правен половината, ова правен, долната половина ако биде избрана, ако падне најнормално она паричка, Бари Јокшевика. И за тоа беше бирано. Само од таа причина се бираше обавезно правен прво полувреме, а падна на нашиот капитен, пошто толку години бев и јас капитен, знам дека треба да бирам оваа страна. Постигнав еден голем љубеј. Бев голгетер на Македонската фудбалска лига со 34 гола. Ја имав постигнато најмногу голови
во сите републички и поголемо такмичење. Сите републички лиги и државни лиги во тогашна Југославија со 34 гола. Тоа ми беше, верујте дека едно големо признание и за себе и за клубот и генерацијата кои што играше со мен. Таа година со напад, да не речем невиден, десно крило Николов, десна полутка Ицев, односно Ицев, јас, Пано Недев, Бранко Башковски. Од позадина у овој што е у нападот често пати учествуваше Трајчелиов. Додека овие позади тројца беа неприкосновени. Ласко Дамески, и што ги спомнав Кабрамов и Илиев, начело со голманот Милков, така да екипа за почит. Навистина, во тоа време, и управниот одбор, и стручниот штаб процени дека во втора лига не че ни требат многу играчи, и затоа само беа земни 20 играчи. Играчи кои што, по мене, оставија белек во клубот, Милосовски, Ѓорѓиев. Тие две деца, заедно со оваа цела екипа, во втора лига, морам да ви кажам дека првите 5-6 кола до 10-то коло, ајде да не се изразам така, харавме низ просторите на бившите простори на Југославија во овој дел, кај што ние се такмичивме тогаш од Белград према доле. Доваѓа, морам да кажам, луѓето од југот, Гевгел, доваѓа Штип Струмица, доваѓа Прилип Битола. Тука доваѓаше народ се со единствена цел да гледа фудбал и гледа фудбал, морам да кажам. Најнепријатен момент во мојата фудбалска кариера беше надпреварот против Вардар од Скопје 1978 година. Тоа беше прв првенствен надпревар меѓу овие две екипи. Имаше над 6000 публика, меѓутоа надпреварот беше завршен уште пред почетокот. Еден клучен надпревар за понатамошното живење на клубот. Тоа беше надпревар кој што го врати фудбалскиот клуб Тиквеш 10, 15 или 20 години назад. Зошто? Немаше место кај да се седе. Делегатот на надпреварот дозволи покрај аут линијата се да се наполне со задача да таму ипак седат луѓе кои што нема да направат бела. Пред играта, што треба да биде со тој надпревар? Сите ја знаат. Беше многу тешка, особено за играчите кои беме внатре во екипата. До последниот момент, верувале или не, немаше храброст некој од било кој од управниот одбор или тренери да ни кажат дека надпреварот треба да заврши онака како што заврши. Желбата да му се одолжиме на публиката, како најстарија играч, таму и капитен, побарав да прво полувреме играме фудбал. И покрај тоа, со тоа што не се сложи тогашниот председател на фудбалскиот клуб Вардар, Ѓорѓе Николовски. Ни не отстапивме од тоа. Ја прв како капитен. Уште повеќе морам да ви кажам, и двајцата нивни играчи, уште повеќе, кога да ми е пред очи Милосевски и Мити Ѓорѓиев, пуштање никако. Меѓутоа политиката беше таква, каква што беше. И се сеќавате на таа утакмица, дека тоа прво полувреме. Ние поведовме, водевме, на полувреме хаос во собликувалната, мислејќи дека нема да пуштиме они немочни. Јас се сеќавам и на моментот на судиската тројка беше од Скопје делегирана специјално за оваа утакмица. Ако евентуално не пуштавме, судиска тројка беше тогаш во тоа време, мислам дека беше склона да направи се. Тоа второ полувреме е прича за себе.
знаете дека кога пушташ, обично тој ги не се дава гол. Сеќавам на тие мачни ситуации кога доваѓавме во ситуација да просто му ја поклонуваме топката да дадат гол. И така, да не речам, до крајот со судни маки не победија со 3-2. И па ќе спомнам надпревар кој што го уназади фудбалот кавадаречки, со тоа што оваа генерација после тој пораз екипата нагло почна да паѓа. Кај сите екипи во втора лига во тоа време бевме како љубимци. Сите не сакаа, без разлика од кое место се, дали од Приштина, од Косовска Митровица, дали од Белград. И јас сеќавам, одма после тој надпревар, отидовме да играме со Галеника во Земун. Ни судеше човек албанец и некаде тамо 42-43 минута ја бев повреден. Нашите играчи успеа да издржат до само 2-3 минути пред завршетокот на надпреварот. Каде што на 0-0 Цветко Абрамов имаше статива. Да судиите кои што беа од Косово по албанска националност, да не речам со зборови кои што не би сакал да ги чуат и луѓето, сегашните, да не речам и љубителите на спортот тогаш, дека даете ви бодови на Вардар, очите овде да победите. Тоа не ќе да се деси. Не сакам да го спомна во овој момент, меѓутоа распадот на екипата морам да го кажем и втор момент еден. Тоа е таа кобна утакмица, Раднички Пирот. Со тие разни намештајки, кои уигра беа, што беа уигра, ја бев повреден на таа утакмица. Екипата падна толку што ми се чини дека кога колата почна да оде надоле, човекот низ брдо Србите човекот многу тешко можеше да се сопре. Се сеќавам дека испаднавме, гладко испаднавме во втората лига и последно наше дружење со второлигачите. Меѓутоа, мислам дека првиот момент е Вардар, па после Раднички Пирот. Мислам дека политиката победи тогаш. Дори што уште повеќе морам да ви кажам дека победи и македонштината. Зошто? Проста причина. Против кандидат во тоа време на Вардар беше Трепче од Косовска Митровица. Дали ќе одиш на таа опција да стварно фудбалски кажеш оно што треба да го кажеш, или пак ќе преголташ нешто што преголтавме ние сите. Целата, морам да кажам, целата фудбалска јавност, као да речка, го проголта тој. Да не речам, не е срам, него еден момент кој што не би му пожелел на никој, никако актер, а па никако гледач, да учествува на такви утакмици. Малку сум помал од него и знам дека многу прволигачки клубови го бара порано, вклучувајќи Раднички Ниш, Вардар, па Партизан, па Динамо Загреб. Тој сегде можеше да оди да игра, но му остана верен на фудбалскиот клуб Тиквиш. Нигде не заминав од многу проста причина. Произлегував од релативно не сиромашка фамилија, меѓутоа од фамилија со голем број на деца. Доста невработени луѓе. Градот ми е возможи во тоа време запослување мое, моите, да не речам, блиски. И како должност ми остана во главата дека ја на градот мора да му се одолжу. Ако сум заминал во тоа време, ке рехирам, дали ќе сум успеел или не. Меѓутоа едно е значило.
дека повеќе од сигурно дека сум бил нешто повеќе него што сум. Не дај Боже ако дошло до повреди само. Меѓутоа ја не заминав. Кога се деси тој пат 79-та година на клубот, и кога екипата, пошто зашто тогашните луѓе сакаа да направат, да биде млада, да клубот почне од почеток, со тоа што дека доведените играчи се добри, дека нема проблем за Македонска лига да се играе, дека за година-две пак се атакува втора лига и слични, да не речам, зборување во тоа време, ме наведе да и заминам од клубот. И заминав во Габер. Година дена бев таму. Нити после моето играње година дена во Габер, кај што постигнав над 60-70 гола во регионот, никој не најде за сходно тогаш од тиквиш да ме побара. Или да се вратам како се уште како играч, или па да не речам со помладите категории да ми даде да тренирам некоја екипа. Таква беше политиката, морам да отворено да зборим. Кога требаше да се откажам, 79-та година, ја веќе тогаш бев тренер играч во фудбалскиот клуб Габер од Ватриша. Преовлада моментот дека треба да го напуштам клубот, од проста причина што немој тогашниот состав на стручниот штаб каже дека околку не успее наредната година, ја да учествувам во екипата, дека ете ми смета Ано, дека не смета Пано, не смета Ласко, или што ти ја знам. Одлучив да заминам. И отидов во Габер, регионална екипа, тренер, играч, реков, со клубот успеавме заедно, благодарение на луѓето кои што го водеа Габер, Перо Димовски, Ацо Касапинов, Панчо Ордановски и да не речам цело Ватеше. Успеавме да го внесиме клубот во втора лига. Ево тој период, тогашниот председател на клубот, доктор Миле Камчев, закажа надправа со Партизан Белград. Во времето кога Тома Калоперовиќ беше тренер, кога капитен беше Моца Вукутилич. И доваѓа Партизан во Кавадарци. Ја тренер веќе играч у Габер. Во Габер. Од многу други причини, морам да ви кажам дека не сакам да учествувам во на тој напрер да ми биде како проштален. Меѓутоа морам да спомнам дека двајца луѓе, особено првиот, тој е господинот Џоко Настов. Он пред надпреварот едно ден-два разбрал дека ја не сакам да се опростувам. Ме викна кај него и вика: слушај, ти не заслужуваш да е Партизан, него ти заслужуваш за многу поголем клуб да дојде. Меѓутоа, остави се настрана, да се опрости за тоа што ти нешто си значил за фудбалот кавадаречки. Тоа беа клучни моменти да се одлучам да го одиграм тој надпревар кој што морам да ви кажам, че ме остане во долго сеќавање. Стадионот беше полн со свирки, со се. И морам да кажам дека многу тешко е човек да се откаже од нешто кој што 20 кусур години бил во клубот. Али, нажалост, така е. Таква е професијата фудбалска. Како човек немам зборови, стално ми помагал уште како млад, како фудбалер ми помагаше. Тој е за мене еден од најдобрите шутери не во Македонија, туку во Југославија. И исто и како тренер ми беше тренер, иако сме многу добри пријатели, како тренер многу го поштувам. Еден, можам да кажам, меѓу 3-4 најдобри тренери во Македонија. Во фудбалскиот клуб Тиквиш имав горко едно искуство. Излеговме од Македонска лига.
Потоа, повтор пат бев во клубот, кај што пред распадот на Југославија, љубителите на фудбалот, мислам дека мора да знаат, таа година првата полусезона ние бевме први. На крајот распадот беше на Југославија, се формираше таа така наречена Македонска лига, сега што е. Требаше да се успее до 5-то или 6-то место. Тоа се враќа сите, Вардар, Пелистер, Тетекс, Победа се враќа од прва, од втора лига, сите се враќа нас. Мораше, услов беше да обавезно биде тоа 5-то, 6-то место. Шо и на крајот успеа. Се вратив меѓутоа, после освојувањето тоа прво место, морам да кажам, пас ги испречија истите луѓе. Од 79-та година, па замина футбол. Отидов во Негорци. Од регион, заедно со сите тие луѓе, го внесовме клубот во втора Македонска лига. Од таму па се вратив назад. Моментите како тренер, морам да ги кажам, не ми се баш многу пријатни. Зборам за Кавадарци. Освен во Негорци, ја бев тренер, кој што реков, 79 година во Габер и 96 година бев тренер на Вардар Неготир. Луѓето кои што го водеа клубот ме повикаа да дојдам во клубот 98 година. Ме поставија на место директор. Година дена. После таа година дена, па политиката си го замеша прстите во игра. И пак од 98 година сум надвор од клубот. Сега, па видите, без разлика, морам да кажам, кој го води и шо го води. Тоа е мојата љубов, тоа е мој клуб. И никој не може да ми го земе. Ама баш никој. Ни мене, ни на сите генерации кои што сме поминали тој клуб. Па без разлика кој го водел тој клуб. Сега ми е претежно семејството. Имам, морам да ви кажам, две прекрасни внучини, од ќерка ми и од син ми. Тоа ми е радост, тоа ми е среќа. Мислам дека моментите на кога нема што да се работи и нема што да допринесиш, мојот допринос ми се они, со ним да го минам времето. Иако не сме заедно во фамилијата, скоро секој ден сме заедно, особено попладневните часови. И се просто, да не речем, едно од најубавите прекупации на дента.